Добро утро и од мене. Морам да признам денеска сум прилично возбуден затоа што ќе имаме нешто што не баш секој ден и тоа како може да го зборуваме. Денеска на гости во магазин ја имаме првата и единствена жена капетан пилот на Боинг 737. Обично се шегуваме со нашата режија дека тој е капетанот, но денеска ќе се извинам бидејќи имаме вистински капетан и тоа жена капетан пилот Катерина Кајсторовска, која што има навистина интересна и динамична приказна за сето нејзино искуство, но и како е да се управува авион и да го гледате светот од горе. Ќе ни каже најдобро, таа се разбира. Започнуваме за многу кратко. Да, обично сите имаме некои желби и предизвици што и како сакаме да станеме, но ако ги запрашате децата или ако ние се навратиме како деца, една од оние најпосакувани професии е да бидете пилот. Тоа и беше и неа и се оствари, иако беа потребни десетина години неоткажување, затоа што знаете кога ќе тргнат да работите секогаш да ве спречуваат, најчесто се откажуваме, ама таа не се откажа и денеска е единствената жена капетан пилот на Боинг 737 во Македонија и пред се една храбра и силна жена која што покажува дека с упорност се може. Низината приказна ќе ја раскажеме во магазин и меѓу останатото ќе ја прашаме како е да се биде па и најмладата жена во тогашна Југославија на оваа позиција, односно возач на авион, може така да кажеме? Никако. Никако. Шофер. Тој епитет е даван неколку пати за жал. Јас ова на шега го кажав, ама некои изгледа и сериозно го Многу го имаат сватено сериозно, за жал. Меѓутоа, кога ќе се соочат после, кога ќе се качат во авион и кога ќе доживеат некои, не се согласуваат со епитетот што ни го дале така во негативна конотација. Тоа изгледа како вселенски брод. Од секогаш ми било желба да влезам во таа пилотска кабина со толку многу копчиња и така натаму. Првиот самостоен лет, морам тоа прво да те прашам. Има една приказна кога со инструкторот требало да имате, ако не се лажам, 5 круга или како и да се вика тоа. И кога на вториот е рекол, окей, сега застани и повлечи се назад, и кога ти си мислел дека си направила грешка, а всушност тој го напуштил авионот и ти рекол, сега повели сама. Точно. Како во такво чудовиште, едно огромно здание, да се биде сама во таа кабина и за прв пат сама да се лета горе? За среќа беше мал авион, не беше толкова големо чудовиште, бидејќи почнуваме да летаме на мали авиони. Тоа беше Cessna 172 и јас бев многу изненадена и многу исплашена, морам да признам. Имав 15,5 години. Претходно додека стигнав до академија, минав многу премрежија заедно со родителите, кои што мораа да потпишат дека се согласуваат нивната малолетна ќерка да управува со авион. Значи беше дозволено да се биде малолетник и да може да... Да, законот предвидува дека можете да почнете да летате од 16 години, меѓутоа дозвола добивате со 18. Така да јас брзав пред времето, секогаш трчав пред времето. И кога веќе дојде до таа ситуација, татко ми рече, да, Кате, едно се желбите, едно се можностите, а друго се дали ти тоа можеш да го правиш. И кога веќе стигнав на академија и почнав со обуката, се случи, како и сите нормално кандидати, да летаме со инструктор и добивме распоред тоа утро, се сеќавам убав летен ден, некој 17 јули, 90-та година. Сонце надвор. Сонцето изгреваше, обично тогаш полетувавме, бидејќи тие денови се многу жешки, за да може да издржи моторот, бидејќи е мал авион, едномоторен 160 конски сили. И направивме еден школски круг, вели, ајде сега излези и оди на платформа. И јас, добро, во ред, викам, што направи сега? Дали сгреши? Викаш, биваше ли денеска да се сгреши? А вообичаено проверките, таквите проверки ги најавуваат, за да знае кандидатот. Ајде. И само ми рече, смали го моторот на најниски вртежи, добро, викам. И гледам, почна да го откопчува појасот, почна да излегува од авион и викам, и сега? И вика, сега исто ова, само вика сама.
Ау. На 15,5 години. На 15,5 години. Тоа чувство јас и ден денеска, после толку години, го пишам како позитивна еуфорија. Ама малку се зборовите, малку е со зборови, кој осетил знае. Јас пеев, плачев, се смеев, солзи радосници, бев црвена како булка. Која песна ја пееше? Мислам дека пеев Мадона. Стварно. И тоа Lucky Star, не знам зашто и ден денеска ми е врзана таа песна кога одам на некој интервју за работа. Ми тргнува денот со Lucky Star, не знам зашто, мислам, тогаш беше модерна таа. А дали пилотите си слушаат музика додека управуваат со авионот? Не, за жал не, Не? ние слушаме контролата на летање, тоа е нашата музика. Добро, евентуално ако тие запеат, па тогаш... Ако запеат или ако кажат, вообичаено колегите бараат резултати кога е светско првенство во фудбал, па контролата пренесува порака за ситуацијата кој ќе биде светски prvак. Ако се најдеме во авион. Аха, добро, значи има малку и приватна комуникација меѓу контролата на летање и меѓу Многу лимитирано, пилотите. многу лимитирано, Апсолутно. замолуваме ако може нешто или ако сака некој да запроси девојка, и тоа се има случајно, ако е контрола на летање, и тоа се има случајно. Интересно. Девојката била пилот или... Не, девојката била во патничката кабина, а контролорот не замоли да ја викнеме во пилотската кабина да ја. Вау, каква ситуација. Да, и тоа тоа- имаме, и тоа имавме таква ситуација. Кажи ми, наистина изгледа тоа се вселенски кога ќе влезеш во таа кабина, толку многу копчиња и така натаму. Треба да знаеш секое за што е буквално. Точно така. Да. И секој кој вентил го управува, ако е вентил, што вклучува, што исклучува. Во случај на непредвидени ситуации да знаеме што треба да исклучиме. Заради тоа сме постојано на тренинг, заради тоа сме постојано на проверки. И не ве фаќа паника. Таман работа нас да не фати паника, нема паника. Се што прашувам, исто како ние, нашата водителска работа е таа, си ги знаеме нашите обврски. Вие знаете дека има луѓе што имаат сериозни проблеми да излезат пред медиум. Да. Или да говорат пред многу луѓе. Или до онесвестување, буквално од јавен Точно настап. така. Кате, обидот да станеш пилот треба од 1990 до 2001. Точно. Некако така може да го насловиме. Тоа се 11 години. Прво било тоа дека не примале жени, па се случува војната Југославија и така натаму, значи постојано има некои сопки да ги наречеме. Ти не се откажуваш. Ова е упорно 11 години и на крај кога ти се случи, како беше онака чувството? Тоа беше од секогаш што го посакуваше, нели? Тој предизвик заврши, но се отвори еден нов предизвик. Јас ја добив дозволата на професионален пилот со инструментално властување. Следниот предизвик беше наоѓање работа, за која што чекав 2 години да добијам шанса. Зошто 2 години не можеше да се најде работа? Се случија така некако работите да во тој момент беше само македонски авиотранспорт. И Авиоимпекс за жал пропадна. Тоа беше моето бившо работно место како стюардеса. И се створи еден прекумерен број на пилоти за наши услови, за наши македонски услови, кои што останаа работа во Авиоимпекс. И нормално сега тие што се поискусни добиваат први шанс. Ние што сме излегле од академија ќе мора нели малку да почекаме и постојано се соочував со тоа, ај вие сте млади и уште сум млада. Помлада си. Цел живот. Вие можете да почекате, вие сте млади и цел живот тоа. Тој предизвик беше еден, мислам, од најголемите предизвици. Интересно. Најмлада жена пилот во Југославија, ама пред да се биде пилот, бидејќи толку си била упорна и едноставно секогаш си сака да бидеш блиску до авионот, започна како стюардеса. Значи, сосема она другата улога, нели? Па потоа веќе влегуваш во кабина која ќе ја направиш вака споредбата, веруваш во она што велат судбина или знаеше дека почнуваш од таму, ама ќе целиш на кај кабина? Не беше тоа судбина, тоа беше мое свесно решение. Бидејќи јас со 15,5 почнав да летам, а стюардеса станав со 19. Значи јас прво бев во пилотската кабина, па се вратив назад да бидам стюардеса. Што многу неверојатно и не би го направиле. Има доста колеги кои што го има направено, меѓутоа не по тој редослед. Прво беа стюарди, па влегува во пилотската кабина. Јас се вратив, па во извесен период од животот работев 2 работни места, ноќе бев во казино, дење бев во авион.
И како се издржуваше тоа, со оглед на тоа колку концентрација ти треба, мислам, мозокот треба ви работи 500 на сат буквално. Јас и денеска многу малку спием. Мене со многу малку сон можам да постигнам да бидам одморна и да извлечам секој еден предизвик пред мене. Едноставно се имам така навикнато. Ноќе учам, така да уште од средно училиште па и на факултет, ноќните часови кога е тотално мирно, јас имам најголема концентрација, така да се програмираме. Значи се е пракса и навика, веројатно. Не можам да кажам навика, бидејќи нели со текот на годините концентрацијата, нормално пикот на концентрација опаѓа, меѓутоа едноставно се дисциплинирате. Кога дисциплинирате умот, веќе пола работа сте завршили. Така. Денеска ќе се насмееш на сите оние моменти кои што ти се случувале, но има многу ситуации кога само поради тоа што си жена, секогаш си била втори или трет степен позади, нели, мажите во истата оваа професија. Сакам она да го раскаже само да најдам, од Пакистан. Да, со капетанот од Пакистан кој што имал проблем да лета со жени. И тука правел сопки, тука нели имало дискриминација, мобинг. Ми се случи од двајца капетани, всушност. Капетанот од Пакистан ми беше на обука на симулатор и од првин гледаше со многу голема недоверливост. А потоа мобингот се случи од капетан од Малезија, додека работев за Qatar Airways. Така да, како да кажам, во текот на летот, кој што траеше 13 сати, некој кога постојано ве игнорира, како да се чувствувате? А сте заедно и заеднички, нели? Делите, што би се рекло, 2,5 квадратни метри. Јас долги години не сакав да зборувам за тоа. Не сакав да кажам што навистина се случило. Бидејќи не осудувам никого, меѓутоа тоа што јас го доживеав, на мене остави длабока трага тогаш во тоа време. И во тој поглед, кога помина години додека јас всушност станав свесна што се случило. И сега од денешна перспектива, кога ќе гледаш ситуацијата, како си ја објаснуваш? А знаете како, кога некој лошо постапува према вас, тоа кажува многу за него. Секој дава тоа што го носи во себе, секој дава тоа што го има. И ова игнорирање како партнер во летањето траеше цели 2 години? Не, траеше тој еден на лет. Траеше тој еден лет. Не само не игнорирање како колега. Ние професионалниот дел го завршивме. Меѓутоа, тука имаше примеси на нешто друго кое што во тој момент јас почнав да го игнорирам, така да почнавме двајцата да се игнорираме, освен професионалниот дел. Професионалниот дел го завршивме, ние слетавме таму кај што требаше, меѓутоа мене потоа ми се освети во досието, бидејќи бев на оценување. А не сум постапила така како што некој мислел дека треба да постапам. Јас едноставно, веројатно тоа ми е во карактерот, авторитет кој што е неоправдан и кој што постојано пробува да ми се наметне, не го почитувам. Добро. Сега веќе ги сваќам работите. Меѓу останатите притисоци и оној кој што велиш дека долго време ме држале на минимална плата и така натаму, кога ќе се надмине сето ова, колку си најгорда на себе си? Никогаш не си дозволив да станам горделива. Меѓутоа, точно знам, на секој чекор што го правев беше одмерен. За секој чекор дадов дел од својот живот, го дадов најскапоценето нешто од мојот живот, а тоа е времето. Дека се гордеам тоа што сум прва или тоа што сум постигнала, не дозволив да се изгордам, меѓутоа продолжив да работам. Се остварувам во други насоки. Добро, ова е мојата љубов, прва и единствена и најголема, меѓутоа реков дека ќе завршам факултет, потоа завршив мастер, станав судски преведувач, значи јас не сум застаната, јас постојано се надградувам, постојано одам напред и за секој свој нов чекор и за секој качен степеник, си викам, браво Кате, видиш, и ова можеш да го завршиш. Ама некако од малечка си тој карактер, инаку родена си во Виена, тоа е еден вака интересен момент. Точно, да. Па потоа се преселувате во Македонија или како? Да, се враќаат моите биле тогаш на работа во Виена
И јас сум повеќе порасната во Нови Сад кај покојните баба и дедо. И на летните распусти, нели, како постојано беше Нови Сад, постојано беше таму, така и стапив во контакт за да одам на академија, бидејќи не беше време на интернет. Шарен ми е животот за тоа, за местата каде имам живеено, можам да кажам секаде. Светски патник. Глобтротер. Што со работа, што приватно. Точно така. Кога веќе ги спомена баба и дедо, има еден интересен момент кога ти уште на 4 години сакаше да леташ. Среќа што не си пробала. Летање со чадор. Да, летање со чадор од тераса во куќата во која што уште немаше гелендери на горната тераса. И ти викаш убаво како писта. Ова прекрасно, претходно инспирирано од десантот на Дрвар, затоа треба децата да се внимаваат што гледаат. Баш, и да им се објасни дека не се што гледаме, нели треба да... Мене ми се виде чадорот најубава опција за тоа. Тоа купола има, сите услови, оваква висина има, значи таман терасата. И кога ќе се смирам, јас додека сум бучна во ред, ама кога сум мирна, значи дефинитивно сум намислила нешто да правам. Среќа, баба ми, покојна, и вика, знам дека кате чим е мирна, не се слуша ништо. Нешто се случува. Нешто се случува. Вика, таман, вика, во моментот пред да рипнам од тераса. Добро бе, дете, шо приш, ке летам. И како ке леташ, вика. Ти веќе беше одлучена тоа да го направиш? Јас бев на тераса со чадорот на дедо ми. Јас бев готово детерминирана, среќа, имав среќа што ме заправава. Инаку ќе беше многу неуспешен летот, не знам со какви последици ќе беше. Среќа што леташ со Боинг 737 во секој случај. Среќа. Имало секакви ситуации и убави, непредвидливи, нормално е, нели, во секоја работа го има истото. Една од тие оној лет, односно саат време кружење над Валјево, и кога имавте гориво за уште од прилика 4 минутки, а се уште не знаевте дали што како ќе се слетува. Како се реагира во овие ситуации под стрес, дали фаќа паника и еве како изгледа еден таков момент, дали патниците тоа го чувствуваат, знаат дека нешто се случува, кој кого смирува? Ние патниците, бидејќи летавме мешана посада, тогаш кабината ни беше грчки стюардеси, работевме за Елинер, открит. Многу е карактеристичен тој лет. Многу доцна, бидејќи имаме разлика во време. Грција и овој дел овде 1 час. Во моментот кога ја пуштаат најавата дека Белград е затворен, јас сум веќе полетана открит. Значи минути се во прашање. Беше светско првенство и имавме дозволено од компанијата, дозвола имавме да танкуваме повеќе гориво, бидејќи на тие летови поради светското првенство не преместуваат, не оставаат на чекање. Така да уште кога дојдов од Сабајлето, кога беше одлуката колку гориво да се земе, едноставно она што го кажувам ја, моето шесто чуло, кое што до сега многу пати ми се случило да одреагирам и да го послушам и да бидам во право, да биде во право моето шесто чуло, јас ставив тон и пол повеќе гориво. Значи не бев загрозена со патници, не бевме загрозени со багаж, не бевме загрозени со тежина, ја имав таа можност да земам уште тон и пол од предвиденото. Тон и пол, а колку собира, колку троши тоа еден? 16,5 тона собира, троши 2,2 тона по Само гориво 16,5 тони. Да, па добро, ако го споредиме со еден 777 кој што собира до 98. Добро, тоа не можам веќе да го замислам, окей. И повеќе тоа не зависи од верзијата гориво за прекоокеански летови. Како и да е, интересното беше што секоја контрола на летање која што прелетавме тоа утро не праша дали сакаме да слетаме. Атина не праша дали сакаме да слетаме во Атина. Како не префрлија подоцна на Албанија, Албанија не праша дали сакаме да слетаме во Тирана. И сите не прашуваат зашто, дали сакаме да слетаме таму негде, а не ни кажуваат зошто. И прашување на прашањето зошто, добивавме одговор само Белград е затворен. Се додека не стигнавме од Црна Гора на контролата на летање на Белград, на Србија, која што ни кажа се уште сме затворени, но чекаме инспекција да помине. Ја викам, добро, ајде ставете ме негде на чекање каде што нема да ви пречам. Па вика, слободно ни е Валјево. Добро, Валјево. Во ред влеговме во патека за чекање, чекаме. Стюардесите
читаат на сите јазици, јас прочитав на српски, бидејќи имавме и српски патници, летот за Белград, читаа на грчки, а знаев уште са бајлето рано, ми кажа дека на Белград не чека репрезентацијата на кошарка на Србија. Во ред, ајде, велам, ќе видиме што можеме да направиме и се договоривме со копилотот дека до тогаш и до тогаш можеме да испочитуваме да чекаме на Валјево, до тој момент ни останува резервата со која што мораме да тргнеме на Софија, бидејќи ни беше алтернација Софија. И почна минутите полека. Најинтересната ситуација беше сега ќе ве префрлиме на пријотна контрола Белград. И јас се јавувам добро утро и само слушам од таму. Каде ти си? На контрола тоа утро беше мој многу добар другар. Аха. И јас му велам, во ред, јас сега веќе морам да тргнам доле. Дали знаете кога ќе отворите? Еве, вика, чекаме, вика, инспекцијата да симне. И во тоа време почнавме да ги одбројуваме последните 10 минути. Среќа, кога некој е долго време во неговата професија, како што е другарот, ми рече, кате, ќе ве водам на средина. Значи, можете, вика, да играте и за Софија, можете да играте и за Белград. И го направивме, што би рекла јас, Боинго да лета како балерина, да не троши воопшто гориво, све на реланд, се на најовакво, полека одеме доле и одбројуваме и 5, 4, само слушаме ЛНР 750, викам, следуваме на Белград. Одлично. Останав смирена. Знам дека сите ме гледаат на Flight Radar, знам дека ме следат, знам дека секој чекор наш веќе се следи, нема ништо тука што можете да скриете. Коментарите беа добро, што прави сега, што намислило. Мислам дека во тој момент само јас знаев што правам. Така, тоа е тој карактер. Ти благодарам многу за гостувањето, многу брзо ми помина времето. Како и секогаш. И едва чекам некогаш да се возам во авионот кој што ќе го управуваш ти. Се надевам дека ќе имаме и таква шанса во животот. Ти благодарам уште еднаш за твојата приказна и остани таква силна. Во продолжение малку музика, најновото видео на Антонија Гиговска заедно со Пах Хабиби, а веднаш потоа продолжуваме со магазин Здравје. Почитувани гледачи, следува магазин Здравје. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам за вниманието. Во наредните 20 минути ќе говориме на тема крвна слика. А мој гостин и соговорник во студиото на магазин е доктор Билјана Јовановска-Димитровска, лекар по општа медицина во ординацијата Халк Мед. Доктор Јовановска-Димитровска, добар ден. Ви благодарам што одвоивте време и што сте дел од денешното издание на магазин Здравје. Ви благодарам и јас на вас. Честа да сум присутна тука. На почеток, зошто е важно испитувањето на крвната слика? Па видете, испитувањето на крвната слика практично представува еден параметар со кој што се прави увид на општата здравствена состојба на пациентот. Во многу случаеви се прави како дел од нормални рутински анализи за да се види нели превентивно докаде сме со сопственото здравје. Кај пациенти кои што се со хронични заболувања се прави за да се види нели дали има екзацербација на хроничното заболување и генерално да се откријат инфекции, различни токсични, дали организмот е под влијание на некои токсични супстанции, дали функционираат внатрешните органи нормално. Во основа тоа се грубо кажано. Така, освен рутинско испитување како што се вели народски, при кои состојби најчесто избраните лекари препорачуваат да се направат лабораториски испитувања? Истите состојби заради кои што пациентите се обраќаат кај еден лекар и кога бараат помош од типот некои што се водат за акутни, како што се покачена телесна температура, гадење, повраќање, тоа се во основа состојби кои што ни алармираат дека нешто се случува со организмот, меѓутоа решението за да се направи една крвна слика е решение кое што се носи врз основа на повеќе фактори, не само кога има некој симптом. Така, докторка, кои се основните параметри кои се испитуваат за да се утврди моменталното здравје на пациентот, односно граѓанинот?
Кога мислиме на крвна слика, кога треба да се направи крвна слика, имаме во предвид два фактори, односно два вида на анализи. И кога ќе кажеме дека правиме крвна слика, практично ние правиме го проценуваме хематолошкиот статус, односно ги проценуваме цврстите елементи во крвта и биохемиски анализи. Хематолошкиот статус или хемограмот ни кажува каква е состојбата на тие цврстите делови од крвта, како што се еритроцитите, односно црвени крвни клетки, левкоцити кои што ни се индикатор за присуство на различни воспалителни процеси, тромбоцитите, исто така диференцијалната крвна слика која што ни дава увид во целиот за состојбата на организмот и постојат исто така и на индекси, тромбоцитни индекси или еритроцитни индекси кои што ни опишуваат како изгледаат црвените крвни клетки и ни даваат увид дали има анемија или некое друго нарушување. Има и доста други параметри, можам да се движам надолу кога ќе погледнеш крвната слика, значи прво се поставени овие анализи, потоа надолу се биохемиски, значи испитуваме во таа комплетна крвна слика триглицериди, во биохемискиот статус практично маснотиите во крвта што се вели. Да, гледаме исто така уреа, креатинин, серумско железо, тромбоцитите ги напоменав, седиментацијата, ЦРП-то, тоа се генерално првите работи кои што се прават кога кажуваме основните параметри. Параметри. Докторка, тука ќе ги покануваме и нашите гледачи, почитувани, доколку имате прашања за денешната моја гостинка, доктор Билјана Јовановска-Димитровска, лекар по општа медицина во Халкмед. Може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 0231165566. Денешна наша тема е крвната слика. Докторка, убаво ги набројавте основните, ги наведовте основните параметри во кои се составен дел од едно испитување на крвната слика, меѓутоа има ли пациенти, односно граѓани кои доаѓаат и бараат, така да се изразам, да им се испита се? Како проценувате вие? Во еден сегмент рековте дека врз основа на симптомите, но и општата состојба на пациентот, тогаш одредувате што е потребно да се направи за да и вие се уверите и да имате на некој начин доказ со каква терапија да продолжите. Да, има пациенти кои што најчесто тоа се пациенти кои што се помлади, кои што подолг период не направиле никакви или не го посетиле својот лекар и кои ќе дојдат сега: доктор, ќе дојдов да се проверам, сакам све да направам. Меѓутоа, тоа се за почеток значи само комплетна крвна слика, евентуално може да го прошириш ако сакаш да направиш рутинска анализа, да го прошириш и ЦРП да додадеш на тие анализи да се додаде ЦРП и седиментација. Меѓутоа, се значи многу. Тоа се зависи од симптомите и исто така одлуката што друго додатно треба да се направи, значи ја прави лекарот врз основа на промените или евентуално колку има нормален изглед крвната слика. Според тоа и според симптомите се додава дополнителни се, значи повеќе од 200-300 анализи, јас како број карикирам, кои што се апсолутно непотребни. Голем дел и не се потребни. Да, апсолутно се непотребни. Да. Така, докторка, убаво рековте млади доаѓаат, докторка, како сакам се да ме испитувате, меѓутоа доколку се во добра општа здравствена состојба, на колку време се препорачува да се прави една општа проверка на крвта? Односно лабораториски испитувања, рутински лабораториски испитувања. Па одговор на тоа прашање можам да ви дадам. Прво пак се зависи од одговорот е индивидуален. Значи зависи за каков пациент станува збор. Во принцип зависи и од која животна фаза сакаме да направи, во која животна фаза е пациентот, например колку години има. Дали има хронични заболувања? Дали има хронични заболувања некои, значи ако не го познаваме пациентот и го гледам прв пат, секако дека за да ми се доразјаснат некои ситуации ќе направам, меѓутоа ако станува збор за хроничен пациент, сигурно ќе биде тоа почесто, барем еднаш во годината, може и уште почесто да се прават анализи ако следиме некое заболување, да видиме каков ни е ефектот од терапијата. Ако станува збор за пациенти кои што се 18 до 35, каде што се очекува организмот да е релативно млад, каде што има добри компензатори, витален. Да, витален, нема симптоми,
тогаш дури и 4 години да поминат од кога нема да направи. Како некоја заедничка, да речем, ајде, константа која што би можело да биде годишна проверка на крвната слика. Еднаш годишно е сосема доволно. Да, и зависи ако е бремена жена, се прави на триместар. Да, поредовно. Зависи што сакаме да направиме. Значи, во принцип, матичните лекари прават имаат тромесечни цели. Тоа е еден протокол кој што е прифатен и на национално ниво и општо ние го практикуваме. Се прави крвни или лабораториски анализи за да се направи проценка и да се процени ризикот, да, за некои кардиоваскуларни бубрежни заболувања. Да, незаразни заболувања. Точно така, и кога го правиш се внесуваат параметрите и се добива одреден скор, се прави проценка на ризикот според тоа дали е нисок, висок ризик, тогаш проценуваме што понатака и дали дополнително нешто да направиме. Значи, одговорот е за некој пациент... За секого индивидуално. Индивидуален, да. Так, едноставно речено. Да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи. Почитувани, во програма сте, повелете. Дали се слушаме? Ало? Ве слушаме, господине, повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Прекчера правев крвна слика. Така, железото ми е многу високо, 30,8. Така. Само толку? Само железото ви е високо? Да. Пред 3 години правев операција на главата и се качи железото. Каква операција на главата? Да, доктор. Се споја притисоците, паднав и натрешно крварење има. Така. Да не станува збор за исхемичен мозочен удар. За хеморагичен се извинувам. Или не? Да, во ред, господине, доколку имате докторка прашање, може слободно. Видете, железото е параметар кој што јас кога правиме крвна слика, може би нема да биде задоволен гледачот со одговорот, меѓутоа кога се прави крвна слика, не може само врз основа на еден параметар, серумското железо ми е високо и ајде сега да поставиме диагноза. Можам да ви кажам дека железото може да се покачува во најразлични ситуации, кои што може да бидат, да кажеме, некои вродени причини, може да биде заради земење на некои додатоци, кои што се за покачување на крвта, може да се одраз на нарушена функција на црн дроб. Значи, потребно да се огледат повеќе околности и сега пациентот треба да ми е тука, да има комплетна анамнеза, за да можам да кажам зошто. Но и да ги споредите останатите параметри, да се обрати на својот лекар, да се видат други дополнителни параметри кои што го опишуваат хематолошкиот статус и после тоа да се направи проценка зошто е така. И на што да се внимава на Обично кај машката популација серумско железо често пати се случува. Може да е пушач, може да има хронична белодробна болест, значи многу се состојба која го поттикнува. Тоа ќе треба да го разјасни гледачот со својот лекар, со дополнителни анализи и со анамнеза дополнително. Така. Доколку имаме следен гледач, почитувани, во програма сте, повелете. Дали се слушаме? Режија, дали имаме гледач на линија? Повелете, во програма сте. Јас сум втора поред ми рековте. Да, вие сте наред, господјо, повелете. Добро. Ве слушаме, повелете. Во програма сте. Докторке, ве слушам. Јас сум анемична 3 години. Добро. Ве слушам. Да, и ние ве слушаме, меѓутоа ќе мора да го намалите ТВ приемникот за да не се слушате самата себе си и да може подобро да комуницираме. Продолжете со вашето прашање и излагање. Аха. И Господјо, доколку сте се уште на линија, повелете, кажете за каков проблем станува збор? Да, режија, ќе ве замолам следен гледач, доколку воспоставиме подобар контакт со гледачката, повторно ќе ја вклучиме. Доколку имаме следен гледач на линија, во програма сте почитувани, повелете. Добро утро. Добро утро и до вас. Имам
имав во бременоста покачени дедимери, вредности на дедимерите. Примав терапија со клексани, меѓутоа не се намалуваа нешто премногу. Откако се породи пред 5 месеци, правев исто крвна слика по 40 дена по породувањето, беа покачени исто над горната граница, меѓутоа не примам терапија сега моментално. Дали се опасни овие вредности, дали... За која вредност станува збор, господине? Па 1500 беа. Так, за време на бременоста. Колку време има поминато од кога... 4 месеци. 4 месеци. 5 месеци, јас сум веќе се породи пред 5 месеци. Немам направено сега крвна слика последна правев 2 недели по породувањето. Можете да поставите слободно под прашање. Видете, со царски рез? Да, дали беше со царски рез, иако независно. Со царски рез. Дедимерите се протеински фрагмент кои што се покачуваат, например, и при многу физиолошки состојби како што е бременоста. Сега има и во бременоста кои што се параметри вредни, веројатно се консултирала пациентката со својот гинеколог и они најчесто носат проценка дали ќе треба да прима клексани или не. Исто така и оперативниот зафат е на причина заради која што ги покачува и нормално дека на организмот му е потребно време за да може да регулира таа состојба. И затоа не треба да се паничи, нити пак толку многу да се зема, да се прави анализа на дедимери. Тие стана во тренд околу ковид пандемијата. Апсолутно, ама не само дедимерите, значи треба да се испита комплетно, значи коагулациони фактори, фибриноген, значи сите тие параметри кои што опишуваат коагулацијата на крвта, додатни анализи, за да може да се направи проценка дали да зема. Јасна слика да имате вие. Мислам дека нема простор за паника, затоа што сепак е во ран период породилен и дека... Так, доколку имаме и следен гледач во програма, почитувани, вие сте наред, повелете. Добар ден. Добар ден и до вас, повелете. Поздрав. Јас сум на 53 годишна возраст и редовно правам крвна слика, проверувам. Пијам Росвера, а вкупниот холестерол ми е 4, а триглицеридите никако не можам со Росвера да ги симнам, секогаш ми се 4-5. Дали е тоа нешто опасно? Так, во ред, господјо, дали имате некоја хронична состојба, некоја... Па и шекераш сум, имам притисок, меѓутоа, зошто, не знам, шекерот го одржувам со таблети. И нормален ми е, меѓутоа триглицеридите ми се... Да, еве, докторкава сака да ви постави под прашање. Бидејќи не се гледаме лично, сакам да ве прашам нешто во врска со начинот на исхрана кој што го имате. Триглицеридите представуваат дел од сликата за метаболизмот на мастите и обично се покачуваат точно кај пациенти кои што имаат покачен шекер во крвта и може да се должи на некое наследно заболување, меѓутоа најмногу сведочат за внесување на... Од животинско масти, од животинско... Не, на тестенини. Тестенините. Кога повеќе се јадат тестенини, освен другите нарушувања, ако правиме мојабет за хигиено диететски режим и килограми, дали килограмите... Да, можете да кажете како, дали практикувате режим? Јас воопшто не јадам леп, значи. Ако јадам тонус, не јадам леп. Така. Добро, јадам нормално чорби. Не е целта да не јадете леп, треба и да внесувате пак и јаглехидрати, меѓутоа да не се... Па еве веќе година дена го јадам тонусот и некако ми одговара. Физичка активност исто така. Да, и физичка. 7-8 кила имам симнато. Меѓутоа, вредноста на... Шекерот, вредноста на шекерот, дали ја држите во нормално? Шекерот знае да биде 5-6, 7. Го одржувам шекерот со таблети Амарил, пијам и глукофаж. Меѓутоа, со триглицеридите ми е проблем, никогаш не можам 4-5, дали е тоа нешто опасно, ме плаши. Па сега... Так, во ред секако ќе добиете совети како да постапите. Ви благодарам за вашето јавување во денешната емисија. Видете, нема за што да се загрижувате кога процесот веќе на ослабување веќе пациентката го започнала, сигурно веќе и се консултира со интернист. Може дополнително да направи консултација со интернист во врска со начинот на кој што треба да се однесува.
Предпоставувам дека треба и дополнителни анализи да се направат за да се види други, не знам други фактори, дали е пушач или не е пушач, затоа што исто така и пушењето Да се најде сегментот тука зошто не се симнува триглицеридите. Треба дополнителен анамнестички податок и дополнителни испитувања. Да. Така, докторка, да се вратиме на денешната тема, да ја финализираме крвната слика. Меѓутоа ме интересира дали имаат навика македонските граѓани да одат на превентивни прегледи кај избраниот лекар и често да си ја проверуваат барем најмалку еднаш годишно. Не морат на 3 месеци тоа тромесечие со целите кои го споменавте. Ние ги повикуваме за тромесечните, да. Да, но мислам дека пост-ковид малце посериозно и дури мислам дека и претеравме со правење на крвни слики. Но одговорот за она во ординација колку ти доаѓаат превентивно мал е процентот, нема многу голем процент. Мислам дека дури и халкметите имаме направено неколку настани кои што се во насока на подигнување на свеста дека ако не чувствуваш симптом, еве не мора да биде крвна слика, ама можеш да измериш шеќер, можеш да измериш притисок, затоа што возраста во која што организмот може да балансира е кога ќе надмине, да кажеме 40-50, веќе се јавуваат симптоми, тогаш е касно. Добро е да се прават превентивни слики, меѓутоа општ печаток ми е дека се уште не е на тоа задоволително ниво. Но од друга страна, докторка, има пациенти кои имаат влошено здравје, но не можат да дојдат до избраниот лекар, а не се во живото загрозувачка состојба за да повикаат брза помош. Токму за ваквите случаи, како ординација, започнавте еден проект Твој доктор дома. Во што се состои проектот и која е целта на овој проект? Вие одите кај вашите пациенти доколку се спречени да дојдат во вашата ординација? Да, апсолутно. Значи целта на услугата Твој доктор дома е да пациентот добие услуга за здравствени прашања кои што го вознемируваат пациентот и во моменти кога другите здравствени услуги не му се достапни. Значи, тука не станува збор за матични пациенти, туку општо важи за граѓаните на територијата на град Скопје за сега. Значи, сите здравствени прашања, сите пациенти кои што имаат хронични заболувања и во моментот нема достапен матичен лекар, состојбата во која што се наоѓаат не е ургентна, односно има ургентност, меѓутоа не е за итна медицинска помош, можат да го повикаат, затоа е смислена услугата Твој доктор дома. И практично нашиот тим кога би дошол во домот на пациентот на еден начин ја олеснува ситуацијата, ја намалува можноста ако е хроничен пациент да чека во ординација каде што има гужви, каде што се зголемува ризикот да добие некоја акутна, најчесто вирусни заболувања додека чека во чекална. И тоа се случува во удобството на неговиот дом. Така, дома си е најдобро. Да, има ли интерес од граѓаните за оваа услуга? Да, има интерес. Мислам дека се уште не е... И за кои состојби најчесто се јавуваат и бараат Твој доктор дома? Па истите состојби кои што се однесуваат во смисла... И во ординациите. И во ординациите, меѓутоа, кај хроничните пациенти, еве конкретно, пошто ми ги кажавте како пример, многу му е тешко на еден пациент кој што има 2 до 3 хронични заболувања, кој што веќе не може да вози како што треба, да се обрати и да направи доматичниот лекар да стигне, а најчесто им текнува на луѓето или пак добиваат симптоми покасно и сега тоа е практично моментот кога уствари Твој доктор дома може да му се обратат на халкмет за услуга, да добијат услугата Твој доктор дома. Тоа е една од ситуациите. Сите граѓани кои што, да кажеме, немаат време, сакаат да добијат примерна здравствена заштита и проценка на нивното здравје, практично преглед во удобство на нивниот дом. Сите кои што немаат здравствено осигурување и оние што имаат здравствено осигурување, апсолутно може да не се обратат. И тимот на Твој доктор дома практично прави проценка дали има ургентност да пациентот се обрати на повисока установа, дали може тој проблем да се реши во рамките на неговиот дом, а состојбите се кажавме акутни заболувања, најчесто респираторни инфекции, уринарни инфекции исто така, хроничните заболувања ги кажавме први, кога има екзацербација на хроничниот момент, кога има потреба од помош и сите останати ситуации кои што
ви викам, барат ургентност и проценка, меѓутоа не се за итна медицинска помош. Тоа е тоа. Да, ви посакувам уште многу успешни и задоволни пациенти, успешен проект. Ви благодарам за одвоеното време и ве очекувам да бидете повторно дел од Магазин Здравје. Многу ви благодарам. Почитувани, тоа беше доктор Билјана Јовановска-Димитровска, лекар по општа медицина, денешен мој гостин и соговорник во Магазин Здравје. Одиме со реклами, се враќаме повторно назад во студиото. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на Магазин. Ви благодарам за вниманието, ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. А со вас во Магазин Здравје ќе биде мојата колешка Сања Димитровска. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија и грижете се за вашето здравје. Пријатно!